Корупција во високо образование сама по себе можеби не значи многу. Колку е корупцијата тапа и што врски има принципно на комшија, што мала е земја, се знаеме кој сме, што сме, знаеш кој на кој му е роднина, кој продавачката, на братучет, на професорот, знаеш кој што како добил, како положил, така глупа е, те демотивира. Проблемот во нашето високо образование е тоа што корупцијата е видна јавна тајна, односно сите знаат кои се тие корумпирани службеници и корумпирани професори, сите знаат што треба да се направи, а никој не прави ништо околу тоа. Студентите се исплашени, не сакаат да пријават никој, додека државата и универзитетот се апсолутно незаинтересирани да ги гонат корумпираните професори и администрација. Има и премногу дури. Има веза што како да нема има. Мислам дека има. Само се уште не се зборува доволно за тоа. Секако дека има и тоа е длабоко навлезено. Би рекол дека корупцијата постои, многу е тешко некој отворено да збори за тоа дали бил жртва на корупција, дали имал сусрет некаков во некоја коруптивна ситуација, но јасно е и веројатно сите ќе кажат дека корупцијата кај нас и така како постои во високото образование. Знам, безобразно однесување. Шлаем, онака тешко шлаем кој ќе плюнеш или се залепи негде. На пепелјар. Карија се. Што друго ти на држава? На држава ме посеќа на тоа. На чум. Најчест облик на корупција за кој што јас сум соочен е производ на непотизмот во високото образование, постоење на неадекватни професори во образованието, односно професори кои се недоволно спремни, пак заслужуваат да бидат на позицијата на која што се. Има еден вид на корупција за кој многу ретко се зборува, тоа е припишувањето кај студентите според одредени критериуми, тоа спаѓа во корупција. Сега според некои анкети што ги правиме, очигледно дека студентите многу препишуваат, дека апсолутно немаат никаква грижа на совест поради тоа, не го сметаат за неморално дело, што исто така не е етичко однесување. Најчести облици на корупција, ти кажам примерот кај мене од факултет, и бараат професори да им купиш книга за да можеш да го полагаш испитот, се шушкаат мабети за жиросметки на професори и ги плаќаш на сметка или преку човек за да можеш да го положиш испитот, те путка намерно за да му платиш уште еднаш, за да намерно напишеш квадрат. Има милион работи кои што само да им се земе пари на студентите и не се цени образованието. Дање пари за положување на испит. Најчесто значи чисто на класичното мито, давање пари, односно подкуп за одредена услуга. Треба самиот универзитет да го свати посериозно овој проблем, бидејќи тоа могу ја уништува не само репутацијата, туку и го уништува квалитетот на самото образование. Со строги казни. Ампутација, црвена ампутација, силно тоа што е корумпирано да се сечи да се фрли. Еден таков посериозен третман што ќе вклучува прво диагноза, после ќе вклучува интензивно лечење на година 2, 3, 5, 10, па после на крај што знам една журка добра прослава што излечуваме. Дефинитивно ја намалува затоа што не е заслужена диплома, туку е на некој начин купена диплома, а реперкусиите од тоа кога тогаш утре на работа ќе се видат и тој што ќе биде највеќе оштетен од целата работа ќе биде пак студент. Па да, во секој случај. Никој не би се фалел дека имал секс со проститутка, така што никој не би се фалел дека има добра диплома од корумпирано образование.